Пред се бездомните кучиња кои што се наоѓаат на територијата на градот Скопје се заловуваат на улиците. Тоа го прави добро обучена и опремена екипа. Се заловуваат многу често и по повици на граѓани кои што се јавуваат на нашиот дежурен телефон и пријавуваат дека се соочуваат со куче кое што е прекумерно агресивно и слично. Во тој случај нашите екипи излегуваат, се обидуваат да го заловат тоа конкретно куче. Кучето се носи во стационарот и таму е ангажирана екипа од ветеринарни доктори кои што ја проценуваат веднаш неговата здравствена состојба. Доколку станува збор за една здрава единка, за младо куче кој што не е болно, не е прекумерно агресивно, не представува опасност за граѓаните на градот Скопје, кој што не трпи да речеме болки. Во тој случај на тие кучиња им се зема крвен примерок за да се утврди дали кај нив е присутна заразната болест лаишманиоза и доколку тоа не е случај, се пристапува кон еден третман на овие животни кој што се состои од нивна стерилизација, од нивно прочистување од внатрешни и надворешни паразити и вакцинирање од беснила. Како такви на кучињата, откако ќе го помине третманот, им се става ушна маркичка, во која што се содржат информациите, податоците за тоа куче, пред се местото од каде што е заловено и се разбира за каков тип на куче станува збор, неговата возраст и слично, и се задржуваат во стационарот. Во стационарот ги задржуваме со цел во рамките на некои десетина дена, колку што имаме можност да ги чуваме веќе истретираните кучиња, да се овозможи на одредени граѓани кои што се влюбеници во животните и сакаат да набават миленик, а можеби немаат финансиски можности за тоа, да им се овозможи да си вдомат еден прочистен, стерилизиран, сосема здрав миленик кој што им се отстапува бесплатно. Колкав е интересот на граѓаните за вдомување на куче бездомник и каква е процедурата за да можат да вдомат? Можам да речам дека имаме доста добар интерес од страна на граѓаните. Во текот на 2015 година во рамките на стационарот се вдомени точно 175 кучиња и бројот се покачува во рамките на претходните години. Со тоа што навистина и бројот на кучињата на улиците е намален, процентуално сепак бројот на вдомување е доста голем, доста висок е тој процент и ние се надеваме дека и ќе имаме навистина и уште поголем интерес од страна на граѓаните, бидејќи кучињата кои што им се отстапуваат во рамките на стационарот се сосема здрави, прочистени од паразити, вакцинирани од беснило и стерилизирани. Тие понатаму не можат да се размножуваат. Така што станува збор за еден миленик кој што е во навистина висока ниво на хигиена и грижа и е во добра форма и може да представува совршен миленик за секое семејство.